Катна гаража, конзоли и паркинг платформа. Ова се решенијата на градоначалниците од Штип и Кочани во бришење на хроничниот проблем од недостиг на паркинг места, но и намалување на зголемениот интензитет на сообраќаен проток во централното подрачје. Тоа е дел од нашето решение, но и веќе разговараме со Министерството за транспорт и врски да преку одредена програма која што имаат тие да аплицираме за изградба на проектот кој што го ветивме и за кој што стојам, а тоа е изградбата на конзолите на реката Отиња, што значи дека ќе добиеме 2 проточни ленти за движење во централното градско подрачје. И во колку изнајдеме, односно работиме на изнаоѓање на соодветно решение со изградба на катна гаража каде што би се сместиле од 160 до 200 возила, толку се паркирани на сообраќајниците во општина Кочани, со тоа драстично ќе го намалиме проблемот на движењето на возилата во централното градско подрачје. Како ќе се намалува зголемениот сообраќаен проток во градскиот центар на Штип? Ние размислуваме и разгледуваме идеи да изградиме уште една паркинг платформа. Генезата на проблемот со преоптовареноста на централниот дел од Кочани и Штип со автомобили ја дава и неодамна изготвената студија од страна на МВР. Горем дел од градот, од централното градско подрачје, тоа што беа гаражи, сега се претворени во дуќани, бидејќи порано за секое семејство или секоја куќа имаше по едно возило или ни едно, а денес секој семејство има по 3 возила. Останува конкретната реализација на споменатите проекти. Бочварски и Илиев се убедени дека наскоро ќе се отстрани проблемот со недостиг од паркинг места, но и сообраќајната гужва, особено во утринските и попладневни сообраќајни шпицови, кога граѓаните со автомобили одат и се враќаат од работа.